Таму може да најдете се, или како што велат оние што продаваат таму, од пиле млеко. Но јас би додал половно, но и поволно. Во оваа луѓе и места ве водиме под Скопското кале, каде што секој вторник и петок функционира Скопскиот бувли пазар. Пазар со старини и половни предмети постојат секаде низ Европа. Пред неколку години една вест од еден ваков пазар во Дрезден го обиколи светот. Имено, еден брачен пар купил 2 килограми поштенски марки од цел свет. Подоцна, дознале дека меѓу тие марки е и марката One Cent Blue од 1860 година, која се предпоставува дека вреди над 2 милиони евра. Но да се вратиме на нашиот бувљак. Пазар на кој многумина стечајци, технолошки вишоци невработени се обидуваат да извадат некој денар, за да може да го преживеат денот. Овде никој не дошел да се збогати, но капнува некоја стотка, велат тие. Се продава се и се што, од половни делови за автомобили, половни апарати за домакинството, носена гардероба или со други зборови кој што нашол. Секој вторник и петок, уште од 5 наутро, овие луѓе се надеваат дека ќе извадат некој денар да го прехранат семејството. Зиме и лете, на снег и на плюс 40. Секој со својата приказна и мака на лицето. Се обидуваат да бидат ведри со муштериите, а муштерии има, ама ретко кој купува, се жалат. А цените се ниски, например овде може да најдете пегла за домакинството по цена од 200 денари. Колку пегла? Моментално 200 почетна. Све ти работи со гаранција да ти пробам кај комшијата таму за 10 денара да си пробаш. 10 денари за проба се ден? Луѓе во таму си работаат по 10 денара на плаќа. Од кога постои пазарот тука? Јас како... Тоа не е на пар. Молам? Овај колку? 200 бири, кој сакаш? Веќе 6 години Мехмет Бајрам доаѓа овде на пазарот да продава ситни дребули, стари пегли, приврзоци за клучеви и што ли уште не. Вака се обидува тој да си ја подобри живеачката. Нешто ситно капнува, вели, ама само вторник и петок. Вторник и петок тука е пазар. Од колку сат? Еве, јас савале со Мерцедесот мојот у 6 сат дојдов. Ради место малци и нормално. Како е тоа, се фаќа место прво? Не, па добро, мора да се фатиш место, да се Кој е? обезбедиш. Кој е најдобро место? Све, сите се места добри, ама сега зависи према робата како си имаш за продавање. Се што. Нема што ќе нема да најдеш. Од пиле млеко што вика стари. Ти што продаваш? Малце кои имат поширок джеб ќе се купи нормално. Оние другите зависи малце ценка, не, ваму таму. Тоа е пазарче. Пак што викат стари бере кјат прсини за пазарот, што е. Иначе и без него не може. Кај да едеш у цел свет, пазар мора да постои него. Па сега сме ние задоволни, мислам, од местово и од луѓе од тука. Сега, за сега добре, па понатека здраве да видиме. Сега фаќа зима и ладно е. Како е од Сабајле во 6 сата да се дојде? Се тоа е тешко прашање. Заладено е. Еве ми го рукавице внатре таму, беше ладно, ама мора да дојдеш, да се отвориш, па од Господ здраве што ќе дојде. Него го познаваат сите на пазарот. Има и постојани муштерии, исто како што имал постојани гости по кафеаните каде што пеел порано. Тој за себе вели дека бил естраден уметник, познат во Македонија, но и пошироко. Бе професионален естраден уметник. Работе по локаливи низ Македонија и ван Македонија. Пеевте што? Пеев. Естраден уметник, значи се знае што е естраден, значи пееч. Работе локали, Палма, Лисавон, ПЦО, 3 фазана, 3 шешира, кај нас шутка, па малце погоре од селата горе. Бев задоволен.
Иначе јас по професија сум графичар. У Нова Македонија работам печатница. Бевме малце горе низ Европа, па покушав да се вратам на работа, ама замена некој друг директор и така. И сега пеете или како? Не, сега не сум расположен да пеам, да ти кажам искрено. Она време кога јас пеев, веќе беше 25 години пред, кога имаше работа, имаше луѓе пари, имаше задоволство на работа луѓево. И јас не осеќав дека нема да дојде некој да се напие или да се опие, па да не фрли бакшиш. Тоа е музичка работа, нормално, тоа живеевме ние, али и газдове плаќа добро. Ако имаш репертуар, ќе имаш и добри гости, ако немаш репертуар, не си ценлив. Тахир 10 години продава овде. Со неговиот ведар дух ги привлекува муштериите од кои се надева дека некој ќе купи од дреболиите кои ги продава тој. Признава дека е тешко, но кога си без работа, мора некако да се снаоѓаш, вели тој. Па обично јас доаѓам 7-8 години и пазарот изгледа све супер така и тука од ние, од овој пазар зависиме. Па ние продаваме ситни работи вака како што гледате, може и камерата тоа да го фокусира. По 10 динара, 20 динара, тука издржуваме куќата. Иначе јас сум социјалец, примам 1500 динара со 4 деца и тоа е. Од овдека капнува ли некој? Па да му се благодариме на Господ, што ни дава прво сила, другото све остало на него. Мислам дека добро, пазарот е добар. Почнува пазарот од 6 сатот, ама нормално луѓето се движат од 8 сатот, од кога стануват наутру, мислам. Така, иначе пазарот е ладно, зашто е зимоска. А кога е летоска, доаѓаат луѓето во 4 за да си фаќат место тука и за да продават, зашто тука зависат, едноставно. Па најчесто купуваат оние што се трговците, мислам, тоа е за нив авторитетот во прва страница, зашто тоа доаѓаат рано наутро, си земат тие роба што и така си продават. Мислам, од мене ќе земе, таму ќе си продава, па е поскупо. Значи од тука го купува ефтино, таму го препродава. Да, нормално, да. Како јас што продавам таму порано бев понатаму кај што се паркира се колите таму пред 10 години. Иначе јас тука сум сега 7-8 години, значи таму 2 години продав, 10 години значи. Нормално функционира пазарот 10, а можеби и повеќе овие луѓето што продават по старите лица, можеби тоа го знаат повеќе. Јован Габерски е вработен во Охрис. Со преправање на стари радија за автомобили и ситни делчиња за нив, тој се обидува да го подобри и онака слабиот семеен буџет. Нема пари народот, вели тој. И овде гледаат, а не купуваат и покрај ниските цени. 20 години најмалку. Тука на пазарот. Тука, од која ме почнато, тука сум. Како Ама изгледа џабе. кога дојде? Како? Од кога почна пазарот тука? Значи за Па има сигурно повеќе од 10-15 години најмалце, може и повеќе да има. Секој вторник и петок се тука. Секој вторник и петок, али џабе, почнаа да бркаат, нема народ дека да оди. Тука е едино нешто, се тражи некоја екзистенција од нешто, работа нема, плати нема. Ние во Охрис работиме 16 месеци, 18 месеци, плата немаме земено и не може, нема начин, не знаеме како да обстанеме. Јас имам оден у Загреб, случајно така, имам пријатели таму, еднаш викам чекај, ќе те прошетам таму, отидов и таму, чуда, интересни работи таму, многу поинтересни и никој не ги дира направено, тезги си имаат обележени за кола, за дож, за снег, за тоа. А кај нас гледаш како е изложено и нема кој рачун ништо да се води. Некој се наплаќа по нешто која има, кој плаќа колку може. Ама не е тоа. Секој сабајле вторник и петок. 5 сат, кога? Па зависи, некош у 5, некош 6. Иначе тоа е тоа. И до колку сат трае? Па зависи народот дека има. Обично доке 12-1 најнормално така има. Ако некош обично повеќе доаѓаат бркаат тука, кој знае што е, зашо бркаат, дали не даваат, дали е местото продадено, дали кој знае што е, како е, не знаеме. Ни се закануваат, некој роба собираат на некој тука. Зашо ова е најнормално, глед. Ние оживуваме некои работи стари тука, продаваме најминимално на некој до некој динарче да се дојде до некој. И има ли интерес луѓе да купуваат? Слабо. Народ нема пари, гледаш како се вртат као муви без глави се.
гледа нешто што поевтино да помине, многу ефтино е, може да се знае тука, многу ефтино да земе, да протера некој ден. Значи они купуваат за нив или купуваат? За нив си зимаат обично повеќе, некој ако е за поправка нешто си прават, некој па може ќе погоди, па ако е старо па му работи и така. Што се може да се најде? Па може да ти кажам многу работи се најдат, ако се така стари многу некои работи, али може да послужат на некој вака да по потреба, да шима потреба, може да му послужи. И орис и граф не можеме на друго место ништо никаде да продадеме, тоа гледаш, моите се мачат таму, покочани, жената е од таму. Нема кај да си продадат, таму им го зимаат џабе од фабриките, не им го даваат. Им го зимаат по 3-40 денара, што се тие, они не можат трошковите да си покријат. Ја го тука 50 денара давам, не може да не сака човек ни да земе ни 50 денара. А квалитет има? Квалитет, погледни да видиш. Супер квалитет. И самите продавачи овде признаваат дека не може да се заработи од она што го продаваат. Но секој е со надеж дека ќе капне некој денарче за да се затне некоја дупка во семејниот буџет. Купуваат луѓе, има ли интерес? 10 динара. Се е по 10 денари? 10, 20 динара. Како? Према вредност. А према муштеријата? Па не може да го пуштиш муштерија, ако ти доаѓа, ако го пуштиш и џабе, си дошол. 10, 20 динара, 30 динара. У 5 и 10 сум тука, 5 и... Денес, например, малку потопло е, ама сега кога ќе заладе... Не идам. Не идете? Ладно не идам. Значи таа е тактиката, поладно не се... Па фала Богу, јас живеам у Маđари, позади стадионот. И не идам тога, кај ќе идеш? Ладно. Тука обстанувам 12 години. Тука сум. Барам работа у биро, немам работување. Секој Божи ден барам работа, не само тука, дај Боже да има секој ден пазар, а не само вторник и петок. Што ќе надеме брат, од континери живееме тука. Ние ова не го купуваме ние. Или ќе ни дават трајче петре некој, ќе работиме, за парче леп искажеме тука. А за куќа за голема фамилија да државаш не може. Има и такви како Роки Џамбас кои доаѓаат и покасно да продаваат на пазарот. Секој вторник и петок тој е тука, но е од втората смена. Па тука постојам ја уште од автопазар што е во Маđари, пазар си е пазар, мора да постои пазар. Како е по светов? Постојат ли вакви бубњаци? Да, тоа ти е во цела Европа постои пазар. Бубњак, тоа како да го речам се, мислам бубњак, тоа го има и во Германија, и во Франција, и во Белгија. Има прошетано скоро цела Европа. Мора да постои бубњак. Значи бубњак тоа ти е, има што нема. Значи се наоѓа све тоа, се наоѓа тука. Што се продава тука? Па ти кажам, да се продава све стари работи, не се продава тоа вака. Примерно делче за кола, нешто вака за домакинство, тоа се наоѓа тука. Мора да постои пазар, пазарот мора да постои, све иде како во цела Европа мора пазар да постои и ќе постои. Од Подкале, од Бувли пазар во Скопје ве поздравуваме во оваа луѓе и места. Ви закажуваме следна средба за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.